Утрински стихови од Библијата. 18 август. Тој нема да си спомнува за нашите греови. А јас, заради себе, ги бришам твоите престапи и не си спомнувам за твоите греови. Исаија 43:25. Исус рекол: оној што победува ќе биде облечен во бела облека и нема да го избришам неговото име од книгата на животот. Туку ќе го признаам неговото име пред мојот Отец и пред неговите ангели. И најживото интересирање на луѓето за одлуките на земните судови представува само бледа слика на огромниот интерес што владее за работата на небесниот суд, кога имињата од книгата на животот се појавуваат пред судијата на целата земја. Гревовите што не се покајани и оставени нема да бидат простени и избришани од небесните книги, туку ќе стојат како сведоци против грешникот во денот на Бога. Без оглед на тоа дали човекот своите лоши дела ќе ги направи среде бел ден или во мрак среде ноќ, тие се откриени пред оној пред кого сите мораме да дадеме сметка. Божите ангели го виделе секој сторен грев и го запишале во непогрешните книги. Гревот може да се негира, да се сокрие, само пред таткото, пред мајката, пред жената, пред децата и пред пријателите. Може би никој, освен грешникот, ниту малку не се сомнева во стореното зло, но пред небесните суштества ќе биде се откриено. Темнината на најтемната ноќ, таинственоста на највештите измами не можат да скријат ниту една единствена мисла пред сезнаењето на вечниот. Бог има точен извештај за секоја неправда и за секое нечесно дело. Него не можеме да го измамиме со надворешниот изглед на побожност. Тој не греши во оценувањето на карактерот. Луѓето може да бидат измамени од оние што се расипани во срцето, но Бог ги пробива сите маски и го чита внатрешниот живот. Каква свечена и сериозна е таа помисла.